Благодарам, председателке. Почитуван колега Локвенец. Една работа во вашиот говор заборавивте. Дека на власт во Република Македонија е Социјалдемократскиот сојуз. Дека почнувате да ги трошите 3 милиарди евра буџет кој што Република Македонија ги има. Дека почнуваме да ви ги броиме 3 милиарди евра кои што ги лоцирате во непродуктивни работи. Како вработување во министерствата, во разни дирекции, во разни второстепени комисии, во споменати неформирани, меѓутоа можност за формирање нови министерства за комуникации и слични работи. Дајте да ги решаваме проблемите на граѓаните. Многу коректно побаравме одредени средства и затоа точно не го прецизиравме регионот и реонот каде што треба да се лоцираат овие средства, затоа што со 67 милиони евра денари нема да ја завршиме работата комплетно во Република Македонија. Имаме огромни критични точки во Република Македонија на кои што треба да се посветиме и да работиме сите заедно. Иронизација со копитата на Букефал и слично нема да ги решат проблемите на граѓаните. Акционерското друштво Водостопанство веќе набави механизација која што треба да се прераспредели по регионалните водостопански предпријатија во Република Македонија. Како за обнова и реконструкција на постоечката каналска мрежа, така и за расчистување на депониите и она што оставено во одводните канали во Република Македонија. Таков проблем имавме минатата година во Скопско. Неисчистените добро одводни канали придонесоа во целата таа еколошка непогода која што се случи во регионот на Скопска Црна Гора и во подрачјето на Стајковци и слично. Правењето на надзорни комисии, на надзорни расправи, комисии нема да ги реши проблемите на граѓаните. Со ова покажуваме дека сакаме да се грижиме и оние критични хотспот точки кои што ги има во Република Македонија, да помогнеме дополнително покрај средствата кои што ги има во буџетите на локалните самоуправи и во надлежните министерства како за животна средина и земјоделие. Ние сме тие кои што можеме да помогнеме со одредени средства, 1.100.000 евра не се доволно, ама некаде ќе завршат голема работа. Доаѓаат дождови, меѓутоа доаѓа и нов ребаланс на буџет. Ако тие средства, нов буџет се извинувам за 2018 година за неколку месеци, ако вакви средства не предвидиме и дополнително на тоа не ја завршиме работа, а предвидиме средства, не сме направиле ништо. Имавме ситуација 2013, 2014 Штип и Штипско Ново село да го гледаме поплавено од ваква времена непогода која што се случи. Не е убава гледка. Имавме ситуација 2016 или 16 мислам дека беше и Чишиново облеше во општината да ја гледаме под вода од големите врнежи кои што дојдоа во сливот на реката Брегалница. Такви критични места имаме и во Прилеп, како што рековте вие, такви критични места имаме и во Полок, такви критични места имаме во сите големи сливни подрачја кои што ги имаме во Република Македонија. Ние како пратеници кои што доаѓаме од цела Република Македонија можеме да помогнеме и да влијаеме да одредени вакви ситуации не ни се повторат во Република Македонија и превентивно предвремено да делуваме. Правењето на надзорни расправи и барајки виновник после свадба тапани, како што вика народот, не се во корист ниту за граѓаните, ниту пак за нас пратениците. Благодарам.